Значи ние што зборуваме? Зборуваме нешто, ова е нешто ненормално. Не било. Наместо да зборуваме за економија, за здравство, врвно, за образование, за инфраструктура, да имаме здрава животна средина, да имаме висок стандард, да не бегаат младите и повозрастни и стручи кадри, да имаме високи плати, како што реков, животен стандард, да можеме да водиме грижа за старите, за болните, за изнемоштените. Па не гледате секоја болница во Скопје што е и Македонија државна стоја е претворена во мртовечица, бе. Абе мораме сите кои што имаме малце поќе пари да одиме во приватни болници. Па оди во наши болници, упут добиваш, нема, вика што си дошол, па магнетна резонанса или нешто друго некој, па не ни работи 2 месеци, 5 месеци, па немаме ова, па немаме она, и на крајот емота дојди другата недела или по месец дена, одиш таму бидејќи немаш пари сигурно, и после ти бе ништо не правиме од ова, ти ја кажува докторот вистината или сестрата. Нема апарати, нема ништо. Да не зборувам, немаме ни лекари, ни сестри заминуваат или во приватни болници или во странство. Или се отварат своји приватни ординации. Значи, ние сме држава да не жали некој. Велите дека во Македонија владеат лоши луѓе и така натака. Ова што го говорите толку повеќе е така, што дури се добива впечаток дека не мора човекот да го познаш лично, за да знаеш дали е добар или лош, заради тоа што одредени политичари на Facebook гледаме како се однесуваат и пцујат, и вреѓаат, и 300 работи прават, така да, а не па нешто повеќе да го познаваш човекот, одма ќе ти текне и ќе знаеш за кого станува збор. Трајче, делата го красат човеко. Убаво кажува пословицата. Делата го красат. Не слушај што некој ти кажува, гледај што прави. Да се разбериме. Македонија 35 години како независна држава е тотално уништена. Знаеш ти колку супер богаташи има политичари. Знаеш колку супер богаташи бизнисмени има кои што не го заслужуваат богатството. Не се тие како во Германија, Америка, па фирми отвараат, па не знам. Има некој честни исклучок, се разбира, не зборувам за политичари, има честни бизнисмени, ама тоа се малце. Све друго е кај се тендерите, дај шо поќе да украдиме, дај да поделиме. И не може веќе во Македонија да се зборува само за ѓубре, тротоари, улици и глупости. Значи во Македонија мора да се зборува број 1, да се бориме против политичкиот, стопанскиот криминал, митото и корупција. Тоа го уништува ова општество и нашата држава. Затоа и не уништува како луѓе. Мораме да зборуваме секој ден колку пари ќе инвестираме во економијата. Не можеш ти да имаш влада. Не можеш да имаш луѓе кои што владеат, еден ден нема зборувано, ќе инвестираме пример 2 милиарди евра во градење на фирми и фабрики. Под фирми и фабрики подразбирам електрани и све што може. Каде што ќе вработуваме луѓе. Каде што минималната плата ќе биде минимум 1000 евра и повеќе. Видејќи како растат цените. Ова е лудница, зборуваат тие и се расправаат дали од 24.300 минимална плата да биде 30. Еве гледам и синдикатите. Значи, тотално не знаат кој кај терат. Па кој може во Македонија со 24.300 да живее? Кој може во Македонија да само да се вработува во јавната администрација? Па тоа е злодело, бе, Трајче. Ние треба да градиме фирми, фабрики, дали тој ќе бидат наши на градовите, на општините, на државата или ќе биде јавно-приватно партнерство. Дали ќе бидат инвеститори од странство или домашни, не е битно. Битно е, ние мора да произведуваме нешто. Јас многу пати сум кажал со земјоделството. Ние треба да имаме по цела Македонија мини фабрики, ништо да не се фрла. Треба да му гарантираме на земјоделците откуп и цена наредни 10-15 години додека се стабилизира земјоделството и земјоделците. Не сакаме да имаме ние сиромашни земјоделци. Не сакаме младите да бегаат од селата, а уствари е скоро све заминато од таму. И нормално Скопје како главен град, па и Битола поголем град, Тетово, Куманово, луѓето масовно заминуваат, поготово младите. Жал да ти е, ние за тоа не зборуваме во Македонија. Не зборуваме да се гради нешто. Единствено што се зборува за патишта, што е многу важно да имаш добра инфраструктура,
Ама, Едно Косово не претрка кога сме кај патиштата. Што вчера стана држава. па цел свет не претрка. Па цел свет не претрка. Зошто? Затоа што прво на власт имаме неспособни луѓе, а второ имаат афинитет. Болни се за пари. Болни ова власт, претходната власт, 35 години, докажано нема што јас да зборувам. Не сакам само да зборувам фактите, јас како човек кој што живеел во странство во Америка 30 и нешто години. Таму трајче се зборува само за развој, за напредок, па гледај најновите достигнувања, научни достигнувања кои што ги користи свето. Дали е лекови, дали е кола, дали е начин како се гради некоја зграда, куќа, материјали, било што доаѓа од странство. Еве овој телефонот твој, ако погледнеш те Samsung, па Apple, па не знам кој, молим те, компјутери доаѓаат од најразвиените земји. Кина го поплави свето со производи, секакви, и квалитетни и неквалитетни. Значи, треба да се произведува ако сакаме да бидеме. Затоа викам, ние кој ќе менаџираме со државата и со градовите, ќе види народот благодет, затоа што кај нас нема да има политички и партиски вработување, што викам криминални вработување. Кај нас има вработување по квалитет, бе човече. Нема да има по националност и религија. Каква националност, каква религија, тоа е најголемо зло. А знаете, тоа го креира политички структури, демек мора да се вработат нашите, вашите, кој наши, ваши, ние сме сите исто. Македонија му припаѓа на сите граѓани. На сите граѓани.